Кој ги менува податоците од објавениот попис во базата на државна статистика? Од утрово бројот на атеисти од вкупното резидентно население од правичните 355 објавени на 30 март порасна дури за 8409 лица повеќе. Ако во печатената верзија, која на денот на објавувањето на податоците од септемврискиот попис лично беше поделена од Државниот завод за статистика, но и во електронската верзија од истиот ден, во графата не е верник или атеист, стои бројката 355, денеска, ако отворите на страната на статистика, ќе го видите новиот податок од 8764 лица. На социјалните мрежи веќе се дигна голема фама околу ваквото, како што го нарекуваат, штелување на резултатите, па граѓаните изразуваат голема доза на сомнеш околу веродостојноста на објавените податоци. Директно побаравме одговор од првиот човек на државна статистика Апостол Симовски за ваквата ситуација. Во телефонски разговор за Алфа вели дека разбрал за промената на податоците, но уверува оти најверојатно станувало збор за техничка грешка. Не упати да почекаме до понеделник, додека не провериле стручните служби. Знам дека во електронската база на податоци се појавиле различни бројки, но сепак не можам да дадам одговор во моментов. Треба да провериме за што станува збор, но според мене е некоја техничка грешка. Податоците не може да се менуваат, оти тоа се заклучени податоци. Но не е само оваа графа спорна од она што беше првично објавено. И Комисијата за верски заедници реагира дека она што го сподели статистика како резултати од пописот не даваат точна слика за религиската определеност на граѓаните. Иако во делот на православните христијани на терена не дошло до реално намалување во процентуалната застапеност, сепак стои нејасниот формален впечаток за верската карта поради посебната графа христијани и деноминациите. Јас имам цело разбирање, полно разбирање за реакциите на јавноста кои се во делот на религиската определеност на граѓаните и сметам дека тие доаѓаат со оглед на тоа што ваквите резултати не ја покажуваат точната верска слика во државата и тоа е условено од најмалку два фактори. Едниот е сигурно оној процент на 13,2% кои се изјасниле во категорија христијани, кој што е религиска определеност, а не е вероисповед. И вториот е оној процент од 7,2 кои што се административно заведени, а за нив не се водат детални информации. Сомневање во статистичката прецизност во резултатите од пописот стигна од Македонската православна црква. За нив резултатите се нерелевантни, бидејќи постои сериозна статистичка грешка која опфаќа 13,4% од попишаното население во делот за религиозната припадност. Понизата сериозни забелешки на скоро сите основи во пописот, сменетите податоци во електронската верзија, непризнавањето на резултатите од статистичката операција, сепак државна статистика треба да даде одговор. Зошто и покрај тврдењата дека со вкрстувањето на 12 бази на податоци нема простор за грешка се дозволени вакви работи или станува збор за нешто друго.